Добре дојдовте во Процес. 2 години и 1 месец по смртта на малата Тамара Димовска, основното јавно обвинителство не само што нема покренато никакво обвинение, туку воопшто не се изјаснило по однос на поднесените кривични пријави. Токму за тоа во студиото е присутна мајката на Тамара, Жаклина Димовска. Добре дојдовте, и Неда Чадовска од Хелсиншкиот комитет за човекови права. Жаклина изминаа 2 години. Јас се сеќавам точно пред 1 година, кога беше година и 1 месец, седевме тука на оваа маса и разговаравме за истите работи кои што денеска ќе ги говориме. И тогаш обвинителството немаше никаков абер од обвинителство. Значи 1 година подоцна работите се статус кво. Освен здравствениот систем што се покажа неефикасен и правниот систем. Како ги поминувате овие 2 години во очекување на правдата? Значи, како што кажи и ти, се покажа дека и здравствениот систем покрај здравствениот и правниот систем не функционира, бидејќи 2 години помина, 1 месец веќе немаме никакво образложение добиено, ниту што се работи во обвинителство, ниту сме повикани како некој, некој што изгубил нешто, што тужи, некој не ве викнале, освен таа една изјава што ја дадовте од тогаш, не ви известиле за ништо, не ви се јавиле, не ве примиле, баравте прием? Значи баравме прием повеќе пати, но ништо не сме добили. Никаков прием, ниту заедно образложение. бевме во обвинителството. Да. Значи, точно кога истече времето до кога обвинителството требаше да ја заврши истрагата, јас и Жаклина отидовме во обвинителството и баравме прием кај обвинителката. Не само што не прими, туку рече да поднесеме писмено барање за кое што ќе не повика. Значи поднесовме писмено барање и еве до денешен датум немаме буквално никаква реакција од обвинителството. А имаат ли обврска, која им е обврската всушност по однос на тие известувања? Имаат ли обврска семејството да го известат? Па семејството во конкретниот случај е оштетен, значи според законот за кривична постапка, освен што се оштетени, тие можат да бидат доколку оцени обвинителството нели ставени во својство на сведоци во однос на комуникацијата со фондот или пак на здравствената состојба за там. Значи многу е чудно што воопшто не се повикани 2 години и 1 месец. Доколку, значи ние не знаеме ни дали е запрана постапката. Доколку е забрана постапката... Не ви одговорија на барањето што го поднесовте тогаш? Не. Значи, тие нас ни одговараат со чисто формално. Значи, содржински ние немаме никакви одговори. Поради тоа што јас најавив, значи Хелсиншкиот комитет најави дека подготвува апликацијата. Сепак ние се надеваме до последен момент дека ќе имаме некаков одговор од обвинителството. Жаклина кажа дека верувала дека барем правниот систем ќе функционира. Како Хелсиншки комитет кој што ја следиме ситуацијата со правниот систем во држава и владењето на правото, очекувавме барем во овој случај. Заради тоа што овој случај многу се разликува од сите останати. Значи овој е случај каде што требаше да проработи хуманоста, човечноста кај обвинителството. Значи овој е случај кој што требаше да покаже дека тие конечно можат да се одвојат од таа партизираност. Значи конечно можат да се одвојат од тие наредби од горе и да покажат дека сепак тука се за заштита на граѓаните и за заштита на правото на живот, кое што е апсолутно право, заштитено на меѓународно ниво, значи заштитено од уставот на... нема ни потреба да зборувам дека правото на живот е најосновното. Апсолутно и логично беше да ја забрзаа дури постапката. Апсолутно, значи тие всушност и пред ние да ги поднесеме кривичните пријави, не известија дека сами отвориле истрага. И кога сам ќе отвори, тоа беше едно зачудување. Значи, дури ние не ни бевме известени, нели, дека тие отворили истрага, па тие ни одговорија подоцна на нашите кривични пријави. И што ако отворили истрага, кога не можат воопшто да ја затворат за 2 години и 1 месец, колку што има изминато време. Добро, они кажаа дека тоа беше пред 6 месеци, дека водат истрага, 9 лица, испрашуваат, носат докази и толку. Значи, и на нас медиумите... Значи, доказите ние им ги доставивме. А зашто да носеле докази? Значи, предметот е многу чист.
Значи, предметот е апсолутно еден од, како да ви кажам, од најпростите предмети кои што еден обвинител може да ги добие. Сега, во првиот одговор кој што го добивме, значи, почекавме некое време. Во првиот одговор кој што го добивме од обвинителството беше дека се чека на некаков извештај од судска медицина. Потоа или на некаков експертски извештај за причинско последичната врска на смртта, па потоа дека се чека од некакви известувања од фондот и така натаму. Па вие кога сте јавно обвинителство, значи вие имате еден ред на мерки кои што може да се употребат за да се забрза постапката. Ова, искрено ви кажам, е недозволиво. И добро, значи не го одговорија тоа. Повторно помина време, немаме никаков одговор, ние се обративме до Висшето јавно обвинителство. Висшето јавно обвинителство има можност да изврши надзор и доколку гледа дека јавното обвинителство основно нема можност, нема капацитет да ја води постапката, може да ја превземе. Висшето јавно обвинителство ни одговори дека претходно предметот се водел како предистражна постапка, па се отворил посам 6 месеци како истражна постапка и рокот од 6 месеци за завршување на истражната постапка наводно се уште не е затворен. Значи, тој одговор... Роковите колкави се? 6 месеци од кога е отворена истрагата, мора да биде завршена истрагата. Доколку не е, основното јавно обвинителство има обврска да го извести Висшето јавно обвинителство, дека не е завршена истрагата, причините за кои што не е завршена истрагата. Има уште рок од 3 месеци. Уште еден рок е даден доколку се обратат и до јавниот обвинител на Република Македонија. Значи, максимум, како што се зададени, еве ги роковите во Законот за парнична постапка, максимум може да биде 9 месеци. Па сега 2 години и 1 месец. И сите знаат за овој случај. Значи, апсолутно сите знаат за овој случај. Прво, Висшето јавно обвинителство и самото може да изврши надзор. Исто така и јавниот обвинител на Република Македонија. Дури да не сте барале. Меѓутоа сме барале. Значи сме барале и одговорите се едноставно дека не се пробиени роковите, значи тие буквално играат со Законот за кривична постапка на штета на оштетените. Кои што не се работи тука за било кое право, повторно ќе повторам. Значи правото на живот. И ова е најголемиот дебакл за јавното обвинителство според мене. Мислам дека овој случај дури у историјата на правото може да се смести. Не, тоа и ќе биде затоа што ние се соочуваме за неефикасна истрага кога е за правата на граѓаните. Со ефикасна истрага се соочуваме кога е системот. Не, со ефикасна истрага се соочуваме кога има политичко влијание, па треба да се истражуваат ред можеби. Тоа значи селективна правда? Апсолутно. Меѓутоа, ние мислевме дека барем во овој случај нема да биде така, ама не може очигледно јавното обвинителство да се одвои. Или требаше барем да се одважи. Значи, тие минатата година, јас колку што се сеќавам, напишаа само едно соопштение. Да. Дека работиме, истрагата е во тек. Меѓутоа, знаете за колку работи ние добиваме одговор, истрагата е во тек. Тамара. Потоа нападите врз ЛГБТ центарот. Напади кога пријавуваме случај за полициска бруталност. Кога добиваме пријави од граѓани за нарушување на правата и слободите заштитени со кривичниот законник, за повреда на рамноправноста, за дискриминација, мислам за дела од омраза, за говор од омраза. Значи, обвинителството очигледно има проблем кога се работи за заштита на правата и слободите на граѓаните, па дури очигледно и за правото на живот. Не знам што повеќе да се каже. Абсурден случај. Имате ли индиции за притисоци? Јавното обвинителство, па ние не можеме да допреме до нив, а не па да имаме некакви индиции или сознанија дали тие имаат притисоци. Меѓутоа, земајќи предвид против кои се поднесени кривичните пријави и дека за дел од нив се високи партиски функционери во предходно владеачката ВМРО ДПМН, сметам дека
Мислам, се би било на шпекулација, ја не можам да зборам од нивно име, меѓутоа дефинитивно остава сомнеш кај нас. Дека има некакви притисоци, затоа што не е истрагата до крај, немаме одговор. Го имате ли видено извештајот од обдукцијскиот наод? Вие или вас ви го Не. доставија ли? Никој. Па не може да се Јас го допре. барав. Знаете ли што воопшто стои во тој обдукцијски наод? Не можам да знам бидејќи јас го барав да го видам, нели како мое право е, требаше да го имам тој извештај, требаше јас прво да го добиам. Се обративте во Се обвинителството? обратував и во обвинителство и во судска медицина, но одговорите сите ми ги посочуваат дека истрагата е во тек и ќе биде некогаш ќе го добиам, некогаш. Можеби никогаш. По овој однос не може да се направи нешто за да си го Па, добиете? пак ќе се повторам, ете, баравме прием, бараме известување и така натаму. Значи нема реакција од обвинителството. Од судска медицина добивме известување дека се е во раците на основното јавно обвинителство. Да, меѓутоа обвинителството има право, колку што ја знам, не судска медицина, но обвинителството може и смее да им го даде наодот од обдукција на семејството. Барем така се покажало во сите случаи до сега. Да, додека истрагата, пак ќе повторам, требаше семејството до сега да биде повикано, барам на разговор, ни и како подносители на кривичната пријава, нели ако не друго. Затоа велам, нема отвореност од страна на... Кривичните пријави се однесуваат на 9 лица, така? Да. 4 месеци пред да почине Тамара, на фондот имаше издадено наредба, фондот. Политиките ги носи Министерството, меѓутоа фондот да се стопираат сите операции во странство што се однесуваат во овој домен за сколиозата, како неитни и децата да се пренасочуваат во новиот спинален центар кој што требаше да се промовира, односно требаше да го промовираат преку Тамара. Дали ова ги амнестира од одговорност лекарските комисии начело со потписникот директорката Аспазија Софијанова? Фактот што постхумно добивте, значи семејството доби решение позитивно, 3 дена е најголем после смртта, после смртта е најголем доказ за тоа дека во Република Македонија не постоеле услови да се изврши таа операција, дека се калкулирало со животот на Тамара. Тој центар, според нашите сознанија, до ден денес не е отворен. Не постои. Не знам, значи еве вие сте новинари, можеби ниту каде се наоѓа, ниту кој оперира, ниту дали имал услови. Во тој период, значи дадени се неколку мислења дека не постојат услови Тамара да се оперира во Република Македонија. Значи тоа се доктори кои што можеби имале некаква основа да извршат операцијата. Чим тие се земаат дека не може да извршат операцијата, не може некој од фондот кој што нема директен увид, нели што и како функционира во здравствениот систем, да издаде. Значи, апсолутно се калкулирало. Зошто тогаш второто, после целата нели покренување на јавноста и на граѓаните за овој случај, зошто тогаш издаваат решение? Значи, се додека нешто е мирно тивко и се додека вие немате врски, нели фондот ќе издава негативни решенија, затоа што очигледно дека здравјето на граѓаните во оваа држава не е приоритет. Затоа за мене е апсурдно тоа дека и се става во служба на некакви промоции на отварање на еден куп такви центри отворија. Мислам или најавуваа дека ќе отворат. Еве не знам дали стигна овој да го отворат, барем јас не знам, еве нека негира, значи нека покажат, нека снимат едно видео и така, нели постојано нешто се снима, се прави, се промовира, нека снимат едно видео во тој центар, па нека ги покажат докторите кои работат таму, значи слободно нека не негираат. Или заради тоа што јас не сум сигурна дека постои. Не сме, до сега немаме некој таков случај кој што кажал јас сум таму опериран. Значи еве, можеби има. Сите дечиња беа оперирани надвор од Македонија, што бевме 4 девојчиња беа, што баравме операција во странство. После тоа пуштија неколку случаи за сите други пуштија и нас не пуштија, доцна. Но многу доцна. По целиот овој период
имаше протести, имаше големи протести веднаш после смртта и после тоа, под тој притисок беа сменети двајцата директори, односно си заминаа двајцата директори од фондот и тука заврши целата приказна. Министерот Тодоров рече дека му е жал, ама не чувствува одговорност. Сметате ли дека доколку дојде до смена на власта, можеби обвинителството ќе се ослободи од притисоци дека конечно правдата ќе има за Тамара? Очигледно е дека обвинителството има притисоци, како што имаше здравствениот систем, сега има и правниот систем. Од владеачкава партија има притисок, очигледно е, пошто немаме никакви сознанија, ништо се работи никако. Нормално е дека тоа ќе го помислуваме. Очекувам правна разврска, нема никогаш да се откажеме од случајот Тамара и мора да постои правна разврска за сето ова. И се уште се зносам со идејата на Огнен Јаневски покрената за членот за Тамара да добие здравствениот... Место во законот. Да добие место во законот за сите деца со посебни потреби, за итни случаеви и сите тие работи, бидејќи не зна тие што седат горе не може да знаат како име на родителите. Пошто јас живеев со две деца со посебни потреби, многу добро знам како изгледа. Некого да чекаш да ти се потпише и да одиш ти на операција. Што мора да направиме нешто во ово општество. Се надевам со новата владеачка гарнитура која и да е, ќе имаме помош да се истера правдата на виделина. Да се ослободиме од партизираното судство. Значи мора да се ослободиме, бидејќи многу закани ме по живот за нас и за да се откажеме и како закани по живот? Имав многу. Само не беа изнесени у јавност. Мислам дека ти кажав еднаш. Лични закани. Те молам, нема. Пошто многу беше страшно. Кој ви се заканува? Личности? Личности. Видни личности од функционери од власт. Може да ни посочите за кого се Не би работи? сакала. Тогаш подготвени ли сте и понатаму, онака како што протестиравте за после смртта на Тамара, да ја истерате и правдата? Да, подготвена сум. Мислам, се носам со тоа и морам, тоа и го должам пред се на Тамара, да се истера правдата на виделина, бидејќи мора некој да плати за незините болки. Да понесе одговорност. За незините страдања. Бидејќи докторот кога дојде од Турција, кога ја прегледа, кога требаше да ја пратат во Турција, као наводно тука можеме, не можеме, калкулира, па испадна ќе ја водиме во Турција. Па со термините калкулира. Но кога ја калкулира. виде докторот, неговата реакција беше: "О, ова не е човечко тело. Што сте чекале до сега?" Значи таа реакција, таа слика, што човекот зборуваше на англиски, ја Тамара совршено го разбра зашто се работи. Како ли било незина? Да, незината мака беше многу голема и мора некој да плати за тоа. Не дам. Па исто и ние, значи нема да се откажеме во правната разврска. Спремната апликација за Страсбург? Да, апликацијата е скоро спремна. Нели, до последен момент не е дека ние се надеваме, него едноставно им давате можност. Да, им даваме можност тоа што е законски, тоа што е уставно, на вистина јавното обвинителство да го направи. И освен за Тамара, значи ова треба да се направи за сите идни случаи. Заради тоа што луѓето кои што се на функција, и тоа сериозно, каде што се одлучува буквално за човечки животи, не смеат да си дозволат уште еднаш ова да се повтори. Значи не смеат да си дозволат да одлучуваат за фиктивни операции кои што не можат да се направат само за да се заштедат пари кои што не знаеме ни како се трошат. И заради тоа нема да се откажеме и ги повикуваме граѓаните исто да продолжат да пријавуваат, значи да не биде само случајот за Тамара. Доколку ние на Европскиот суд за човекови права му направиме статистика во колку случаи ова нели се повторило, во колку случаи правото на живот било загрозено заради нечија несовесно вршење на службата, ќе биде уште полесно да го добиеме овој случај кој што ќе покаже дека државата и системот не функционира, односно функционира на штета на граѓаните и ќе мора понатаму нешто да направиме за да се промени тоа.
Добро, еве, сега од ова место порачуваме и прашуваме, вие слободно можете да порачате дали правдата ќе биде задоволена во иднина, ако се сменат работите. Ние сме тука за да истераме правдата. Благодарение на вас, Тамара го новинарите. заслужува тоа. Благодарение на вас, новинарите, повеќе информација добиваме од вас, новинарите, него што добиваме од институциите. Првенствено беше така додека се расправ со здравствениот систем, сега и со правниот систем исто така. Тука сме да смениме многу работи, тука сум сведок на многу неправди што се нанесува на мене и на многу други дечиња и мораме да смениме нешто. Но и помогнавте на многу деца Да. после тоа да истуркаат работата, нели, преку искуството и вашиот случај. Секогаш ќе помагам. Добро, ви благодарам што бевте гости во процесот.